Секоја чест за спортистите, секоја чест и за музичарите, но таму проблеми. Ке одиме на платото пред Македонската филхармонија, каде што вработените најавуваат штрајк, имено веќе подолго време се зборува за незадоволството на вработените во оваа национална културна установа. Ние во текот на оваа недела ќе го имаме и како гостин министрот за култура во владата на Република Македонија Зоран Ѓутков, но пред тоа да ги чуеме оние кои што се директно засегнати, тоа се вработените. Во живо од пред платото на Македонската филхармонија се јава нашиот колега Никола со сите оние барања кои што ги имаат дел од вработените. Добро утро, Никола. Добро утро. За разлика од првото вклучување, сега сме на сонце и ситуацијата е малку подобра кога е топлината во прашање. А дали ќе ги огрее сонце барањата на синдикатот на филхармонија, ќе го прашаме првиот човек на овој синдикат, господинот Владимир Лазаревски, за сите барања кои ги имаат тие, а во однос на изборот на нов директор. Што е она, што е проблематично во процесот? Велам добро утро на господинот Лазаревски, благодарам што прифативте поканата и првото прашање, еве веднаш виде, вчера имавте протест пред Министерството за култура. Зашто? Добро утро, ви благодарам за поканава. Ми е чест да гостувам во емисијата Ја сакам Македонија. И јас ја сакам Македонска филхармонија и затоа ние протестираме и се бориме за тоа што сметаме дека е нелегитимно. Протестот вчера што се одржа пред Министерството за култура беше втор поред. Се бунтуваме, вработените потпиша една петиција против нелегитимното, незаконско спроведување на процедурата за избор на директор во Македонска филхармонија. Потикнати од изјавата на вице-премиерот, првиот вице-премиер во владата Изет Неџети, дека во филхармонија ќе биде директор Мустафа Имери, пред да биде објавен конкурсот, вработените во филхармонија, здружени преку синдикатот на Македонска филхармонија, направивме една петиција дека не се согласуваме начинот да биде тој што ќе биде избран, партиски, да биде надвор од законот, без проведување на процедурата и за тоа протестираме, се бунтуваме дека нема да дозволиме да биде изборот не по закон за директор на Македонска филхармонија. Околу 125 вкупно вработени се денеска во Македонската филхармонија, а во отвореното писмо со поддршка за легитимен избор или да речам законски избор како што барате на нов директор се потпишаа дури 120 вработени. Дали може малку подетално? Во филхармонија мислам дека се вработени 120 или 123 членови во филхармонија. Нашиот синдикат брои 119, од 119, 102 или 103 членови се потпишаа на петицијата, што е повеќе од 85%. И таа петиција доставивме и до премиерот и до министерот за култура во надеж дека ќе биде слушнат нашиот глас и конкурсот за избор ќе биде спроведен законски, само тоа го бараме. На петицијата немаше никаков одговор од страна на Министерството за култура, од страна на министерот Ѓутков во првиот момент дека конкурсот ќе биде спроведен законски. Затоа излеговме и пред Министерството за култура да реагираме, да протестираме. Тоа сме го правиле во минатото секогаш кога сме сметале дека нешто незаконски се случува со нашата институција. По првиот протест минатата недела министерот Ѓутков не прими на разговор, не увери дека конкурсот ќе биде спроведен законски, да имаме трпение. Тоа го направивме, меѓутоа од сите постапки што се случуваа понатаму, а тоа формирање на комисија, надвор од законот за култура, додавање време и можност на останатите кандидати или на кандидатите што ги фаворизираат на партиски начин да достават документи што им фалат во конкурсот, решивме да реагираме со втор протест. Вчера протестиравме. Доколку не се промени ништо, ние ќе продолжиме, ќе ги интензивираме протестите и дури сме спремни да застанеме со работа. Така, дали можеби е спорно персоналното решение или фактот на кој начин се спроведува постапката? Вие споменавте дека во пријавата на господинот кој го посочивте недостасувале документи. Значи да разјасниме, дали станува збор за персоналното решение или станува, односно неговите професионални квалификации, или станува збор за начинот на кој се води постапката? Значи, начинот на кој што се води постапката е тоа што нас ни пречи. Персонално немаме против никого. Од наши информации на конкурсот се пријавени 5 кандидати, од тие 5 кандидати со документи се аплицирале во Министерството за култура. По наши сознанија само еден кандидат го исполнува условите на конкурсот и јасно е наведено во огласот и во конкурсот и во правилата дека непотполна документација, непотполни апликации нема да бидат разгледувани. Меѓутоа, бидејќи очигледно е дека се турка идејата, тоест договорот партискиот помеѓу ВЛЕН и ВМРО
ДПМН да биде кандидатот конкретно се Мустафа Имери, за кој што ние немаме ништо против, меѓутоа тоа е начинот на кој што се спроведува целата постапка, да се каже името на кандидатот кој ќе биде директор е надвор од законот. Затоа постојат закони, затоа постои конкурс. Иначе чумо да има конкурс за директор на Филхармонија, ако претходно ние го знаеме кој ќе биде победников. Одолна работа е што тој кандидат во апликацијата не доставил потполна документација, не доставил документ му фали. Спорно е тоа што 5 години во културата нема, па докажува со други договори по наши информации. И кај други кандидати има проблеми, меѓутоа министерот е тој кој што ја носи одлуката законски и само бараме да го испочитува тоа што стои во конкурсот, тоа е дека не потполната документација нема да биде разгледувана и изборот да си го направи како што мисли. Наше е да протестираме, наше е да се согласуваме, наше е да се бориме за тоа што сметаме дека е најдобро за македонска филхармонија и затоа на петицијата која што испративме добронамерно и до премиерот и до министерот Љутков се потпишани повеќе од 100 вработени во македонска филхармонија. Се зборува дека односно од Министерството за култура велат дека побарани се појаснување на документацијата, па и во таа насока можеби кандидатот за кој зборуваме сега има можност да ги надополни документите. Што само да разјасниме дали може од ваша страна. Што представува појаснување на документација, а што представува дополнување на документација? Значи, за да конкурираш, треба да доставиш диплома, треба да доставиш оригинален сертификат за англиски, треба да доставиш документи со што ќе докажеш дека 5 години во културата имаш работен стаж или преку договори. Треба да доставиш документ дека си неосудуван за 6 месеци, документ од централен регистар. Значи, сите тие документи треба се потребни да конкурираш ти на конкурсот. Конкретниот кандидат Мустафа Имери нема доставено еден документ кој што е суштински и е важен за конкурсот и затоа не држи муабетот на комисијата која што е формира министерот, каде што дава дополнителен рок да се дообјаснат некои работи од апликацијата, тоа може да се однесува, нели, си доставил диплома, па дипломата не е оригинална, па да ти побараат да видат дали е оригинална или не, или си доставил некој сертификат на англиски, пошто и таму имаме сомнеш, дали е навистина со C1 како што бара, дали во сите полиња, use of English, grammar, дали е сегде со C1 или само во одреден дел, па тоа може ќе помине. Комисијата може, како што е формирана, да побара документи, меѓутоа да доставува нов документ што не си го дал при апликацијата е тотално нарушување на конкурсот и тотално обесправување на сите останати кандидати што конкурирале, што си ги имале сите подготвени документи и ги ставаш во нерамноправна положба. Многу е јасна целата ситуација, но тоа што цело време се турка на мала врата да се избере кандидатот кој што кажа дека ќе биде директор пред повеќе од 6 месеци, само покажува начинот на кој што се води целата постапка. Така е, ако не зборуваме за персоналното решение, што е она што треба да го има било кој директор што ќе биде избран за да може оваа институција да функционира на начинот на кој ќе брани македонската култура и идентитетот на државата, тука не мислам само етнички македонски, туку национален идентитет. Апсолутно се слагам дека изборот на директор не треба да биде по национален, етнички, партиски начин на бирање. Треба да се избере најдобриот кандидат со најдобрата програма. Значи секој кандидат за директор аплицира со програма за развој на институцијата за следните 4 години. Значи мора да биде кандидатот што има најдобра визија, мора да биде кандидатот што има менаџерски способности, што има искуство да ја менаџира оваа институција. Мора да биде кандидатот што има меѓународно искуство, меѓународно што учествувал во оркестри во различни држави, што учествувал во проекти со меѓународен карактер. Впрочем, еве во моментов од вчера и Белградската филхармонија најави и се во моментот се во штрајк, значи ја откажана целата програма за две причини. Првата причина тие се борат за подобри услови, подобри плати, ние тоа го имаме во филхармонија, но вториот услов на колегите од Белградска филхармонија кои прославија 100 години од нивното постоење е изборот транспарентен на директор. И тие бараат да добијат најдобар можен кандидат за директор. Истото го бараме и ние. Сакаме да имаме добар директор, сакаме да имаме почитуван директор, сакаме да имаме директор кој што сите го почитуваат и кој што ќе се бори за оваа институција како ние што се бориме за неа. Најавивте и можен штрајк, односно да речам прекинување со работата, какви се следните чекори? Ние како синдикат на Македонска филхармонија, впрочем, нашиот синдикат е најголемата синдикална единица во СКРМ, значи во Синдикатот на културата, кој што брои повеќе од 100 членови, донесовме легитимна одлука дека доколку се избере кандидатот кој што го фаворизираат, кој што го нарушува конкурсот,
музичарите во Македонска филхармонија ќе застанат со работа. Тоа го кажуваме цело време, не сакаме да дојде до тоа, се надевам дека ќе превладува разумот, ќе се почитуваат закониве, ќе се почитува изборот на кандидат по мерит системот. Тоа е и нешто што го најави премиерот Мицкоски, дека ќе се избират најквалитетните кандидати што се со заслуги во културата, наспроти бирањето по партиски клjuč, по партиски договор, по етнички принцип. Значи се надевам дека нема да дојде до тоа, но ветувам дека во иднина, во скоро време, ќе ги интензивираме протестиве, ако гледаме дека работата се движи во непосакуван правец за нас и застанување на вработените во филхармонија е една од опциите за исполнување на тоа за што се бориме ние. Така, во однос на другите права кои ги имаат работниците во културата и кои ги барате преку исто така и преку спроведување на оној колективен договор кој е во подготовка, и воедно докаде е таа процедура и дали за овие барања имате поддршка од другите синдикати на културата, дали сте ги комуницирали овие барања и со нив? Да, значи СКРМ како синдикат кој што ги заштитува сите работници во културата, од оваа година е единствениот репрезентативен синдикат во културата. И ние сме горди што имаме единствен колективен договор кој се потпиша пред некоја година, кој што се уште е во важност, и со тој колективен договор најголемите од нашите права се заштитени и се уште важи, се надеваме дека ќе има наскоро некој нов колективен, но секако тој колективен не може да биде полош од овој што го имаме. Во поглед на поддршката, ние конкретно и утре имаме состанок на Советот на СКРМ, каде што едно од прашањата е конкретно проблемот со незаконското спроведување на конкурсот за директор. Се надеваме на поддршка од страна на сите други организации. Ние добиваме поддршка и од обични граѓани, и од медиуми, и од други синдикати, и се надеваме дека тоа ќе биде став на главниот синдикат во поглед на ова наше прашање. Благодарам за учествието во Синдикатот. Ви благодарам и на вас. Александар и Јована, ова беа проблемите со кои се соочуваат вработените представени преку Синдикатот на Македонската филхармонија. Како ќе се одговори на нивните барања, ќе го прашат и министерот во следната прилика кога ќе биде гостин во студиото. Да, Никола, ти благодариме, ја слушнавме едната страна и што тоа синдикатот, односно вработените во Македонската филхармонија се незадоволни по случај во однос на изборот на нивниот нов директор, а како што кажа и ти, ќе се обидеме оваа недела да зборуваме во живо во студиото и со министерот, со кој што најавивме некои други интересни разговори околу активности кои што и те како се значени за културата во Република Македонија, како и многу нови проекти кои што одамна треба да бидат реализирани, но конечно, еве во периодот кој што следува ќе бидат поставени и ќе почнат со реализација, а во рамките на Министерството за култура на Република Македонија.